Почитувани колеги, благодарам на образложението почитуван заменик министар. Меѓутоа, ова истото образложение веќе неколку години и секогаш кога го поднесувам овој амандман, не знам веќе трети или четврт пат го поднесувам, секогаш добивам истото образложение дека се обезбедени финансиски средства преку одредена програма кои никако да дојдат на ред да се искористат. Се работи за депонија која што обслужува стотици илјади граѓани и од Куманово и од регионот во една многу, би рекол, незавидна ситуација се наоѓа таму од аспект на начинот на функционирање. Често избиваат пожари, влијае негативно на почвата. Тука во непосредна околина има и одредени села кои што пред се селото Пчиња, кои што се занимаваат со производство на земјоделски производи и сметат дека и како депонијата им влијае негативно. Мислам дека е крајно време да се отпочне со барем делумна модернизација на оваа депонија со цел да се постигне поголема ефикасност и ефективност во процесот на собирање и справување со сметот во општина Куманово и генерално во целиот североисточен регион, така што без разлика на ова образложение од страна на министерот, јас би замолил колегите да го поддржат овој амандман од аспект што го поднесувам веќе неколку пати, а николку тие средства кои што согласно образложението од владата биле обезбедени да се инвестираат во депонијата Краста во Куманово. Ова е проблем деценијски во Куманово. Имало протести на оваа тема, големи негодувања од страна на жителите на општина Куманово и мислам дека не е крајно време, туку изминато времето за да почне да се решава овој проблем. И од таа причина, во името на граѓаните на општина Куманово, апелирам и молам да биде усвоен овој амандман. Не се работи за големи средства, за да отпочнат таму инвестициски проекти да се реализираат и да се придвижиме кон она што е европски стандард во начинот на справување со отпадот во Република Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам. За реплика е пријавена пратеничката Лолита Ристова. Повелете.